Се подобруваат условите за изведување настава во кумановските училишта. Освен средните, целосно или делумно се реконструираат и основните централни, но и подрачни училишта. Деновиве заврши реконструкцијата на кровот и поставена енергетско ефикасна фасада на подрачното основно училиште Кочо Рацин во селото Билјановце. Во училиштето настава следат 20 ученици, а објектот е изграден 1963 година. Претходно беа реконструирани Карпош во Уминдол и подрачното училиште во село Љубодрак. Дел од училишните објекти, освен што беа реновирани изминатиот период, ќе добијат и енергетско ефикасна фасада. Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош исто така заврши со реконструкција, остана уште фасада за енергетско ефикасна фасада е одобрена и за реконструкција страна на МОН, чекаме да се започне со реконструкција. Толи Зордомис исто така одобрена е фасада за реконструкција и спортската сала на ово училиште помина за реконструкција. Основното училиште 11 октомври завршува, финализира со реконструкција енергетско ефикасната фасада, претходно се работеше тоалетите и столаријата во училиштето, како и ПВЦ прозорците. Проектот е веќе во тек. За подрачното училиште во Речица од сопствени средства на општина се менува кровната конструкција и подовите. Потоа основното училиште Браќа Рибар одобрена е фасада за реконструкција на ова училиште. Освен во училиштата, се подобруваат и условите за изведување на наставата по физичко и здравствено образование. Изминатиот период беа реновирани или ново отворени 10 училишни игралишта, кои освен за настава се користат и за вонучилишни активности. Што се однесува до спортските сали кои не се поврзани на парните котли на училишните згради и во време на грејна сезона дел од нив се затоплуваат со алтернативни грејни тела, а дел од училишните спортски сали воопшто не се загреваат заради што учениците наставата по физичко ја изведуваат во студени простории, надлежните најавуваат решавање на проблемот. Имаме училишни спортски сали кои се градени многу поодамна и истите се привржени за училиштата. И таму немаме проблем. Тие училишни сали се врзани на топла врска со училишната, на тој училишен котел за топлување. Но имаме сега ново изградени училишни сали кои не се директно поврзани со училиштата. Зошто? Затоа што не било возможно да се поврзат директно, бидејќи тие училишни спортски сали се градени сега изминативе години. И најдовме соло некое решение да со внес на дополнителни грејни тела тие сали се затоплуваат. Меѓутоа, еве сега почнавме иницијатива од минатата година да се направи проектна документација за поврзување и на овие училишни сали на грејните тела, тоест на топлата врска на котлите од парниот котел на училиштето. Веќе при крај завршуваат изработка на оваа документација и истите ќе ги аплицираме, дали преку Министерство до образование, дали општина ќе изнајде средства да бидат обврзани со топла врска. На последниот повик од Министерството за образование и наука за доставување барања од училиштата за доградба, надградба и реконструкција на основните и средните училишта, општина Куманово аплицираше со 11 проекти.